Глава 15. Тогаш пристапија кон Исус ерусалимските книжници и фарисеи велејќи: Зошто учениците твои не го запазуваат преданието на старите? Зошто не си ги мијат рацете кога јадат леп? А тој им одговори и рече: Па зошто и вие ја престапувате Божјата заповед заради вашето предание? Зашто Бог заповедал и рекол: Почитувај ги татка си и мајка си, и кој говори лошо против таткото свој или мајка си, со смрт да се казни. А вие велите: ако некој му рече на татка си или на мајка си: она со што би можел да се ползуваш од мене е ветено за Господ, тогаш тој може да не го почитува својот татко или својата мајка. Така ја нарушивте заповедта Божја заради вашето предание. Лицемери, добро пророкувал за вас Исаија велејќи: Овој народ се приближува до мене со устата своја и со устните ме почитува, а срцето негово стои далеку од мене. Но напразно ме почитува, зашто проповеда човечки повелби. И како ги повика луѓето, им рече: Слушајте и разберете. Не го осквернува човекот она што влегува во устата, туку она што излегува од устата, тоа го осквернува човекот. Тогаш неговите ученици му се приближија и рекоа: Знаеш ли дека фарисеите, штом го чуја тој збор, се соблазнија? А тој, одговарајќи, им рече: Секоја садница што не ја насадил мојот Отец небесен ке се искорне. Оставете ги, тие се слепи водачи на слепци. А кога слепец води слепец, обата ќе паднат во јама. Петар пак му одговори и рече: Објасни ја оваа парабола. А Исус им рече: Ама вие уште ли не сваќате? Уште ли не разбирате дека се што влегува во устата минува преку стомакот и се изфрлува надвор? А она што излегува од устата иде од срцето и тоа го сквернува човекот. Зашто од срцето излегуваат лоши помисли, убиства, прељубодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули. Тоа го сквернува човекот. А јадењето со неизмиени раце не го сквернува човекот. И кога излезе оттаму Исус, замина во земјата Тирска и Сидонска. И ете, една жена Хананејка излезе од оние краишта, повика кон него велејќи: Смилувај ми се, Господи, сине Давидов. Ќерка ми жестоко ја мачат нечисти духови. Но тој не ја одговори ниту збор. И пристапувајќи до него, учениците негови го молеа и велеа: Отпушти ја, зашто вика по нас? А тој одговори и рече: Јас сум пратен само кај загубените овци на домот израелски. Но таа кога пристапи, му се поклони и велеше: Господи, помогни ми. Тој одговарајќи рече: Не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Но таа му рече: Да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трапезата на нивните господари. Тогаш Исус одговори и рече: О, жено, голема е твојата вера, нека ти биде по желбата твоја. И во тој час оздраве ќерката нејзина. Штом замина оттаму, Исус дојде кај Галилејското море, се искачи на гората и седна таму. И дојде кај него многу народ кој имаше со себе куци, слепи, неми, фатени и многу други, и ги положија пред нозете на Исус, и тој ги исцели, така што народот се восхитуваше гледајќи како неми зборуваат, фатени оздравуваат, куци се движат и слепи прогледуваат, и го прославуваше Бог Израилев. А Исус, кога ги повика учениците свој, рече: Жал ми е за луѓето, зашто 3 дни веќе стојат кај мене и немаат што да јадат. Да ги распуштам гладни не би сакал, за да не премалеат по патот. Но учениците негови му рекоа: Каде ќе земеме толку леб во пустинава, за да нахраниме толку народ? Исус ги праша:
Колку лебови имате? А тие одговорија: 7 и неколку риби. Тогаш му заповеда Исус на народот да поседне по земјата. И земајќи ги 7 лебови и рибите, благодари, ги прекрши и им ги даде на учениците свој, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија, и кренаа останати парчиња 7 полни кошници. А оние што јадеа беа 4000 мажи покрај жените и децата. Па штом го распушти народот, влезе во кораб и пристигна во Магдалските предели.